Јавното установа Национален парк Галичица е еден од клучните иматели на доброто. Поради тоа, заштитата и оправувањето со исклучителните универзални вредности на територија на Националниот парк е сериозна задача на установата и е во директна поврзаност со зачувување на статусот на Охридскиот регион како УНЕСКО подрачје. Јавната установа определува значителни ресурси во насока на зачувување на вредностите кои ги поседува паркот, а со тоа и за зачувување на Охридскиот регион на листата на УНЕСКО. Ќе наведам само некои активности кои што редовно и континуирано се преземаат во насока на заштита и управување со природното и културното богатство кое што го поседуваме. Тука на прв ред би ја ставила редовната контрола на урбанизацијата, која што представува сериозна закана, како на статусот Национален парк втора категорија, така и на статусот на Охридскиот регион како УНЕСКО подрачје, односно како подрачје на листата на УНЕСКО. За жал, последниве 20 години имаме неконтролирана урбанизација, која што на некој начин ги нарушува исклучителните универзални вредности кои нашата држава е должна да ги штити, да обезбеди систем на заштита на истите. Таквите неконтролирани действија го видоизменуваат како автентичниот лик на пределот, исто така и ги променува пределските пейзажните вредности, а сето тоа негативно се одразува на нашиот регион и на оние доследни активности кои што треба да ги преземаме како значително, како подрачје од исклучително значење. Секако, во насока на да тоа го задржиме местото, односно пиедесталот кој што го имаме како УНЕСКО подрачје, бидејќи нашиот регион, Охридскиот, е еден од ретките региони кој што е од мешовита категорија, односно поседува вредности и од природно и од културно наследство, што е навистина реткост. И со тоа се наоѓаме на врвот во светски рамки како подрачје од исклучително значење. Нашата институција има редовно и активно учество во сите тела и органи кои што се формирани од страна на државата во поглед на заштита и управување со наследството. Во таа насока активно сме вклучени во работните групи, постојано даваме поддршка, соработка и информации на сите релевантни субјекти и чинители кои што се вклучени во овој процес. Особено им сме во секој време на располагање на институциите кои што се задолжени во однос на препораките УНЕСКО и земната поддршка и соработка секако дека е неопходен предуслов за една успешна мисија и нормално за добри резултати во однос на зачувување на статусот УНЕСКО подрачје. Ние како установа имаме редовна континуирана соработка со меѓународни организации кои се советодавни тела на УНЕСКО. Тука на прв ред би ја ставила регионалната канцеларија на IUCN на УНЕСКО. Исто така постојано сме во соработка како на полето на заштитата, така и на полето на мониторингот на вредностите со меѓународни организации и институции кои делуваат и во соседните наши земји, Албанија и Грција. Освен ова меѓународна соработка, постојано сме активни и на домашен терен, односно соработуваме со невладини организации. Секако им сме поддршка нив, а тие нас, во поглед на справување со проблемите со кои се соочуваме. На големо, мислам, задоволство можам да кажам дека имаме блиска соработка со националните паркови на територија на Република Северна Македонија и со другите заштитени подрачја, бидејќи размената на искуство, земната поддршка и помош е неопходен предуслов за успешна работа на сите нас заедно. Јавната установа Национален парк Галичица во моментов се наоѓа во фаза на имплементација на проект финансиран од УНЕСКО, инвентаризација на биодиверзитет и екосистемски услуги во изворите кај Свети Наум, станува збор за подрачје комплекс од исклучителна важност и цел на овој проект е да се добијат нови релевантни податоци за состојбата на природното наследство на ова особено значајно подрачје.
За прв пат во нашиот систем јавната установа пристапи кон изработка на посебен план за управување со овој комплекс. Тоа е новина и нешто досега непознато за заштитените подрачја на територија на Република Северна Македонија. И јавната установа со своји сопствени ресурси, со активно учество на вработените, изработи работна верзија на овој посебен план и резултатите кои што ќе се добијат од овој проект ќе се искористат и ќе се вградат во овој посебен план, со што на некој начин би се овозможил поголем квалитет, ефикасност и ефективност во однос на зачувување и управување со ова подрачје, но исто така и ќе се добие еден навистина квалитетен документ кој би бил пример за тоа како можат одредени значителни подрачја во рамките на заштитените подрачја посебно да се управуваат, посебно да се третираат и со тоа да се нормално заштитата подигне на едно повисоко ниво. Во овој случај многу е битно и управувањето со ова подрачје, затоа еден дел од овој проект е наменет и за детекција на екосистемските услуги, односно што е она што најдобро може да се извлече од овој комплекс и да се управува на начин на кој ќе се заштити природата, но воедно и ќе се изврши една промоција, односно ќе се даде можност да се ужива во овие предели без при тоа да се нарушуваат вредностите кои ги поседува.